делот за судството со амандманот 25 се вели. Ставот 1. Судската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласно со Уставот. Забранити се вонредни судови. Сега, видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Имаме системски закон, лекс специјалис системски закон. А вие со лекс генералис, законот за работни односи, вметнувате одредби со кои што сакате да ги дерогирате одредбите на специјалниот закон. Во законот за судови, во глава 5, престанок и разрешување на судска функција, вели вака: престанок на судска функција. На судијата му престанува судската функција ако тоа сам го побара, трајно ја загуби способноста за вршење на судиска функција што го утврдува Судскиот совет на Република Македонија со навршување на 64 години старост. Имаме лекс специјалис каде што јасно и недвосмислено е нотирано во ставот 1, алинеја 3, со навршување на 64 години старост во закон за судови кој што се донесува со двотретинско мнозинство, односно е системски закон. На мала врата се протнува одредба за измена и дополнување на законот за работни односи, каде што ќе се дерогираат одредбите од овој закон, а со тоа се дерогираат и одредбите на Уставот на Република Македонија. Ова прекршување е недозволиво и затоа ви потенцирав. Не е поднесено од Министерството за правда и од владата на Република Македонија. Ова е поднесено од група на пратеници, а предпоставувам дека ви е подготвено од самата изvrшна власт. Меѓутоа, видете ја контрадикторноста. Ако зборуваме за една институција, односно за независната судска власт за судовите, компаративно и аналогно на вака поставената ситуација во однос на судовите, аналогно мораме да имаме исти одредби и во однос на јавното обвинителство. Меѓутоа, видете што вели за јавното обвинителство во Уставот. Во амандманот 30, покрај другите одредби, вели: основите и постапката за престанок и разрешување на јавен обвинител на Република Македонија и јавните обвинители во Република Македонија се уредува со закон. Што вели законот за јавно обвинителство? За разлика од законот за судови, кој што и ово е системски закон, вие ставате во една одредба исти услови за пензионирање и во судовите и во јавните обвинителства, повторно потенцирам, во законот за работни односи. Во законот кој што вие сте го гласале за јавно обвинителство, во членот 87 вели вака: на јавниот обвинител функцијата му престанува по сопствено барање, ако го изгуби државјанството на Република Македонија, ако трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата јавен обвинител, ако ги исполни условите за старосна пензија со право на продолжување согласно законот за работни односи. Сега, ова е контрадикторноста. Тоа значи, во самиот закон за јавно обвинителство е посочено, односно е наведено дека треба да се регулираат законските одредби во законот за работни односи. Меѓутоа, во законот за судови е регулирано само дека станува збор за навршување на 64 годишна возраст, а во законот за работни односи е цитирано дека вели доколку не е определено со друг закон. Овие се условите за пензионирање на 64 годишна возраст, доколку не е уредено со друг закон. Законот за судови е уредено со друг закон. Со лекс специјалис имаме основани услови, односно услови за престанок на работен однос во самиот закон, за престанок по сила на закон. Во една иста одредба, каде што се вметнуваат два различни услови за престанок на мандатите, односно на лицата кои што се именувани и избрани,
Станува збор за класично злоупотреба на постапката овде и во однос на тоа ви потенцирам дека поради оваа причина самото Министерство за правда не го поднесува овој предлог. Имате колизија на законски одредби. Што се случува во ситуација да помине овој закон во ова форма? Што се случува? По кој закон, еве конкретно за судовите, пошто за јавните обвинители ќе се водат по истиот закон. Што се случува со законот за судови? Судиите на која годишна возраст ќе одат во пензија? Дали според генералниот закон или според специјалниот? Или согласно уставните одредби? Почитувани колеги, ова е слепа улица во која што сте влегле и не можете да излезете од ова каша која што ја имате направено. Но ваква исто постапивте и пред неколку месеци, кога сега сте сведоци дека со примената на измената на овие законски одредби се доведовме во ситуација да самите институции не знаат како да постапуваат. Кога на Законодавна правна комисија ви напоменав, разговаравме дека станува збор за грешка во однос на ставање на одредби во Законот за работни односи, дека услов за престанок на работен однос е, цитирам, договор за вработување на работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 годишна возраст и 15 години пензиски стаж. Доколку со друг закон тоа не е уредено. Ова е тоа доколку со друг закон не е уредено со Законот за судови. Меѓутоа, која е заблудата овде? Го изменувате овој закон, не ја отстранувате оваа одредба. Ова е одредба која што треба да стои во Законот за пензиско и инвалидско осигурување. 15 години стаж е услов за остварување на пензија, не е услов за престанок на работен однос. Тоа значи, иако тогаш бевме убедувани од страна на сите колеги дека толкувањето на оваа одредба е во насока дека сите ќе им престане работен однос на 64 години. Не, овие се два услови кумулативно. Денес во пракса се соочуваат оние кои што немаат 15 години стаж, а имат 64 години возраст, слободно од овде ги повикувам да си побарат да не дозволат да им престане работниот однос. Зошто? Бидејќи имат кумулативно два услови, доколку не ги исполнуваат, не можат да добијат решение за престанок на работниот однос по сила на закон. Односно, пластичен пример, доколку некој се вработи на 63 годишна возраст, истиот може да оди на работа до 78 години, додека не наполни 15 години стаж. Од овде го потенцирам и стојам за тоа и затоа ги повикувам граѓаните кои што имаат вакви проблеми да бидат најасно, да си побарат правна заштита најпрво во надлежните комисии или да си поведат работен спор доколку им е повредено правото од работен однос. Затоа ваквите одредби и навлегување од една грешка во друга само ги мултиплицирате проблемите. Со ваква одредба и доколку на било кој начин успеете да го протнете ова, ќе се доведат во иста ситуација и самите судови. Односно, ќе не можат да постапуваат согласно овој закон. Другата заблуда, која што веќе, иако сте ја поставиле вака, односно законската одредба која што ја предлагате, иако сте ја поставиле спротивно на Уставот и законите, кој што ви ги цитирав децидно со одредбите, ви цитирам и ви потенцирам. Зборот може. Знаете како велевте вие на една комисија? Може, ама не мора. Може. Тоа значи дополнителна партизација на судството. Со ова ги поделувате на подобни и неподобни, на стручни и нестручни. Односно, му се дава алатка на судскиот совет или на советот на јавни обвинители ексклузивно и единствено да одлучува по однос на подобноста, стручноста, квалитетното работење, потребата за одреден судија. Тоа значи двајца колеги кои што работат еден до еден во канцеларија и во суд, едниот може да продолжи, другиот не може. Ако не е подобен за судскиот совет, знаеме како е инсталацијата во судскиот совет, така да ова е протнување на мала врата, дополнително дискриминирање на судиите, дисквалификација
и поделба на подобни и неподобни. А со тоа се дискриминираат и многу други категории на граѓани, на вработени, на кои што ова право не им се овозможува, бидејќи се донесе оваа законска одредба пред неколку месеци. Затоа ви потенцирав дека со вакво донесено решение ќе се соочиме со проблеми. Барам, ово го побаравме и предходно, да се изземат овие законски одредби, за да можеме да пристапиме измена и дополнување на Законот за работни односи во однос на другите измени кои што се однесуваат на недела неработен ден. Во ситуација кога имаме прекрашување на сите овие одредби, класично сметам дека не треба да одиме со глава во зид, односно да одите вие како предлагачи и доследно да си ги повлечете овие измени, да си доставите или заедно да ги доставиме измените кои што се однесуваат на другиот дел од овој закон, бидејќи ви цитирав: ова може, а не мора, создава дополнителен хаос. И ако досега имавме доверба од само 8%, со сите скандали кои што сте пропратни, верувајте, и со вакви законски одредби, ќе биде 0,8, не 8%. 0,8%. За жал, вака не квалификуваат од сите меѓународно релевантни организации, каде што и извештаите на State Department, и извештаите на Transparency International, и извештаите на Европската комисија се во насока дека имаме висока корупција која потекнува од функциите кои што ги вршат во извршната власт, односно корупцијата е директно инволвирана во високата политика и во високите извршни функции. Ова што ви го образложив е насока каде да се движиме и заедно да прифатите. За да ова одредба биде тргната, дополнително имаме уште една заблуда во која што не доведувате, односно ги доведувате и граѓаните и сите. Како вие, по која предпоставка, повторно ве прашувам, дека има потреба овие одредби, ова законско решение да важи 3 години? Дадете информација колку се планирани нови кандидати во Академијата за суди и јавни обвинители? Дали некој ви кажал? Како можевте да предпоставите дека, хипотетички поставам прашање, доколку поминеше овој закон, ќе се продолжеше работниот век на одреден број на суди и обвинители? Колкав е овој број на суди и обвинители? Зашто станува збор? Дали имате информација? Може би треба да важи 5 години. Од кај произлезе формулацијата дека ова треба да биде единствено 3 години? И знам, ќе се повикате на тоа дека со претходно донесеното законско решение, Законот за работни односи, ќе имаме недостаток на судии, ќе имаме неажурност. Па 19 од вкупниот број 34 на судови во Република Македонија е неажурен. Не станува збор за бројот на судии, станува збор за неажурност на судовите. Треба дополнително врз основа на анализа да се направи прераспределба на судиите по однос на области и по однос на број на судии според надлежностите кои што ги имаат во соодветните судови. Воопшто не станува збор за тоа дека со ваквото законско решение ќе се подобри владењето на правото и судската власт ќе добие на легитимитет кај граѓаните, односно ќе се зголеми довербата. Со вака може, а не мора, ќе имаме дополнително, повторно потенцирам, партизирање на самото судство. И, конечно, да разјасниме која е улогата на Академијата за суди и јавни обвинители. Која е улогата на Судскиот совет? Дали овие две институции меѓусебно немаат комуникација или се и двете институции, зборувам и за Судскиот совет и за Академијата, се неажурни дополнително следствено на тоа што самото судство, односно самите судови не се ажурни. Зошто? Бидејќи една од надлежностите е токму предвидување на потребите за потреба во наредниот период за судиите и јавните обвинители. Истите, единствената основна надлежност не си ја исполниле. Ова е основ
за вие како парламентарно мнозинство да се запрашате и да ги повикате, бидејќи утврдивме дека имате комуникација, да ги потврдите и да ги повикате да си дадат оставка. Зошто? Бидејќи од нивната работа видовме никаков бенефит во однос на тоа дека знаат да испланираат и истите да предвидат колку судии и колку јавни обвинители ќе им бидат потребни. Иако на мала врата сакавте со европско знаменце да го промените и законот за суди и јавни обвинители, односно законот за Академија за суди и јавни обвинители. Со тоа дополнително навлегувате во погрешни чекори. Со низа скандали кои што ги следат овие почетни обуки на кандидати во оваа академија и со вака дозволено однесување на чинителите кои што треба да одлучуваат во тој дел, ќе имаме дополнително намалување на довербата и немање одговорност, како што впрочем нема. Затоа, кога зборуваме за Академијата и кога зборуваме за Судскиот совет, јасно е дека станува збор за неажурно работење и од нивна страна. И ова, доколку заедно сте го планирале и сте го разговарале, требало да ви напоменат, требало да ви дадат јасно до знаење дека станува збор за погрешна постапка, односно пуштање на предлог на закон во погрешна постапка и во несоодветна законска измена. Нека ви објаснат како може две законски решенија, зборувам, според Уставот определени како да се постапува, согласно специјалните закони да имаме различно постапување, а вие со една единствена одредба да сакате сето ова да го измените и сето ова да помине под превезот на измени на законот кои што се однесуваат на неделен работен ден, за кој што се донесе пред одредено време и во дадениот момент претрпува измени самиот закон за работни односи. Неспојиво е ова со другите измени. Две различни материи, целосно различни, ги ставате под превезот на една измена, која што ви потенцирав, не станува збор за техничка измена, станува збор за суштинска измена. Меѓутоа, кога овие одредби ќе дојдат да се применуваат, се појавува проблемот. Сите овие граѓани ги ставивте во заблуда и им наметнавте потреба да се докажуваат пред институциите како понатаму да постапуваат. И во однос на неделен работен ден го спомнувате единствено во позитивниот дел дека ќе се изменат одредени одредби со набројување на многу повеќе дејности кои што претходните колеги јасно и децидно побараа да биде објаснето, меѓутоа не добивме конкретен одговор, да одредени ставки, еве јас конкретно ќе кажам како откуп на земјоделски производи, бидејќи потекнувам од регион кај што се врши ваков откуп, има потреба, бидејќи тоа е сезонска работа, во моментот треба да се измени. Меѓутоа, ова треба да имаме предвид, дека под овие измени кои што се наведени и другите ставки, очигледно од мноштвото на ставки имаме одредени ставки, односно алинеи кои што се ставени со директна наредба од извршната власт и мокници, бидејќи во Република Македонија владеат поединци со институциите. Имаме мокни поединци, слаби институции. Ова се докажува во секој сектор на работењето, во целокупното работење на државниот сектор. Се извинувам. Затоа ве повикавме да го повлечете ова законско решение и со тоа да ги тргнеме со мнежите, а со тоа да се оттргне и ова противуставно и противзаконско постапување и да не се доведете во ситуација да менуваме закон кој што целосно од старт му е промашена и целта, може би не целта, бидејќи целта вам вие да го протнете, знаете крајната цел, меѓутоа сметавте дека нема да биде забележено од страна на
на опозицијата, но ви посочивме дека сите ваши предлог законски решенија темелно ги разгледуваме и ќе бидат разгледувани на матичните работни тела, каде што ќе побараме да истите се ревидираат во насока на тоа да можеме децидно да ги нормираме и граѓаните да бидат најасно што и како да постапуваат. Од овде се појави и дилемата која што и претходно се разговараше. Дали со вака доставеното законско решение имавте намера одредени судии и обвинители да им се продолжи работниот век, се со цел да застарат одредени предмети, кои што потенцираме една изјава на вашиот поранешен премиер, кој што велеше дека криминалот е во извршната власт, во моменти кога беше премиер. Зошто? Бидејќи тие располагаат со буџетските средства. Тие располагаат со парите на државата. Сега, одмина времето кога ќе вршевте реформи и затоа Министерството не поднесува измени, бидејќи имаме мноштво на неуспешни обиди да се справиме со слабиот одзив во однос на одважување на чинителите на судската власт, со што од секогаш кажувам, никогаш не смееме да генерализираме, секогаш има и луѓе кои што честно и поштено си ја работат работата и можат да допринесат да се подобри ситуацијата, меѓутоа не можат од оние кои што не им дозволуваат ова да го направат. Имавте обид за ветинг во судството, неуспешен. Имавте обид за совет, правевте совет на реформи, неуспешен. Имавте акција 21, неуспешен. Имавте ситуација кога наведувавте дека ќе имаме проверка на имотот, односно потеклото на имотот на судиите и јавните обвинители, неуспешен. Затоа сега моравте да си најдете замка, односно каде да им се одолжите на одредени судии и функционери да се заштитите, а тоа што прашувате како да застарат, да, ќе стојат во фиока. Пронајдува инспекцијски служби, пронајдува 5000 предмети во управен суд. И немојте да зборувате за тоа дека не застаруваат предмети. Докаде е постапката со прислушкувањето во самото јавно обвинителство? Немавме никакви информации. Истите луѓе ги предлагате из уставни судии. Судството е на колена. Вие се дрзнувате да поднесувате вакви измени, а немаме никаков резултат од постапките. Внимавајте на 5000 предмети во судска постапка, најчесто од концесии на минерални суровини и од царинска управа, каде што прекршоците и казните, односно надоместоците во однос на тоа дали се задолжени да платат или им следува некое право, се огромни средства. Затоа ваквите измени се во оваа насока и уште еднаш ви потенцирам. Вие сте тие кои што сте ги поднеле и барам да ми објасните директно во насока на тоа дали овие одредби, ова што го потенциравме, сте подготвени да го измениме, заеднички да ги оттргнеме овие одредби, да останат, да се изменуваат одредбите од Законот за работни односи, кој што им е таму местото, а овие треба да се стават во друг закон, односно Законот за судови. Морате да пристапите кон изменување, доколку сакате ова да го направите, мора да се измени материјални, односно да се измени специјалниот закон, Законот за судови. И имаме двотретинско мнозинство кое што треба да се обезбеди. Меѓутоа, вие под превезот на тоа дека можете да ги прекршувате сите правила, се дрзнувате да дерогирате одредби на двотретински закон со одредби на закон кој што се носи со просто мнозинство. И никој од овде не кажувате зошто е ова вака. Само можеме да подразбереме дека кај вас стои тоа дека овој закон мора да помине. Нема да помине во ова форма. Не може да помине бидејќи е спротивен на Уставот. Можеби Уставниот суд, кога ќе се дополни со овие членови, ќе постапува и по вакви закони.
бидејќи досега не се произнесе ниту за специјалното јавно обвинителство, кое што, впрочем, и со закон веќе се укина, а внимавајте, Уставниот суд се уште нема постапено по преставките во однос на овие одредби. Со самата ситуација кога сакаме двотретински закони да ги дерогираме, а со тоа ги дерогираме одредбите од Уставот, почитувани колеги, доведуваме до правна несигурност, доведуваме до невладење на правото, доведуваме во ситуација кога секој граѓанин под превезот на тоа дека доколку можат во законодавниот дом, под превезот на колективна одговорност, односно неодговорност, тоа го потенцирам секогаш, може да се донесе било какво законско решение и со тоа, доколку се нормира со позитивните законски прописи, се е дозволено, не е дозволено. Доведуваме до граѓаните да немаат доверба ниту во законодавниот дом, ниту во извршната власт, ниту во судските органи. Затоа оваа одредба не може вака да помине. Имаме создавање на дополнителна одбивност кај граѓаните спрема овие институции. Зошто? Бидејќи кога ќе потенцираат и кога ќе видат дека самите оние кои што треба да се грижат за законите ги поставуваат во приоритет на рачките и она што им е наредено, не се почитува законот и затоа додека немаме индивидуална одговорност и од носителите на извршната власт, и во судовите, и во обвинителствата, и секаде под превезот на тоа колективна одговорност, односно неодговорност. Кај нас ќе немаме владење на правото. Затоа, почитувани колеги, со ваквите одредби, каде што под превезот, повторно потенцирам, на тоа дека и судскиот совет, и советот на јавни обвинители имаат, односно немаат одговорност поради колективната одговорност, односно неодговорност, односно колективно одлучуваат, истите ќе можат да вршат покрај другите надлежности кои што им се доделени со закон, истите ќе можат да вршат дополнителна селекција на судиите, на подобни и неподобни. Еве, кога сте го поставувале како законска одредба, зошто не сте поставиле конкретни критериуми врз основа на што можат самите овие чинители да се водат, кој од судиите може да продолжи, кој не може да продолжи. Можеби оние судии кај што имаме повеќе судии во одреден суд, можеби се подготвени да одат во друг близу суд кој што е со иста надлежност. Вакви примери имаме. Ќе ви потенцирам конкретно. Во судот, во основниот суд во Берово, неколку години одат судии од основниот суд во Струмица. Тоа значи, судскиот совет има надлежност да ги прераспределува и во соодветен период согласно закон да ги распредели во друг соодветен суд. Затоа ова не држи место дека сме имале мал број на судии. Според сите европски стандарди имаме најголем број на судии по глава на жител. Тоа значи дека додека да се комплетираат сите судови во Република Македонија со кадри кои што ќе произлезат согласно постоечкиот закон за судии и јавни обвинители, Академијата, истите можат со прераспределување да ја завршат работата која што им е дадена, односно приливот на предмети кои што ги имаме. Меѓутоа, да не истите се соочуваат со процесни проблеми и процесни постапки и намерно одолговлекување на одредени постапки, можеби повторно на мала врата вчера сакавте да го поминете и на Комисијата за европски прашања и законот за парнична постапка, каде што целосно е усогласен со одредбите од позитивните законски прописи во Европската Унија, вие дополнително си толкувате одредени одредби како да се постапува, а со тоа може да доведете до одолговлекување на самите постапки. Зошто? Затоа што сакате овие судови да ги држите токму вака неажурни, за да барате повторно вакви измени. И самите да си носите проценка дека ова може да важи единствено 3 години, ова може да важи толку време, за толку судови,
а сите извештаи кај што сме оценувани, јасно велат дека имаме најголем број на судии. И бројките велат вака: со 24,37 судии на 100.000 жители. Република Македонија има поголем број судии глава на жител на просек од Европската комисија за ефикасност на правдата ЦПИ. Односно, во Европската унија имаме 21,5 на 100.000 жители. Тоа значи дека и во дадениот момент со оваа бројка на судии ние сме над просекот во Европската унија по број на судии по број на судии на број на жители. Затоа сметаме дека има потреба од доекипирање во овие институции, меѓутоа под превезот на овие одредби и на тоа на подобни и неподобни дискриминирање на сите овие други не може да помине, бидејќи е спротивно и на самиот закон и на Уставот. Морате да најдете начин овие законски одредби кои што сакате, доколку имате честна намера, да се процесуираат соодветно, кај што им е местото во соодветните закони, а не да се протнуваат во закони како Законот за работни односи. И да се доведеме повторно во исти ситуации. Иако ви потенцирав дека во дадениот момент имаме најмногу судии по глава на жител, меѓутоа самата академија со приемот и завршување на овие кадри има доволно капацитет да се пополнат овие места. Требало да предвидите, меѓутоа ви се случи она со софтверот кој што беше на господинот Рашковски и сега сте доведени во една незавидна ситуација за вас. Всушност сакавте да ги смените критериумите, но и така изнаоѓате начини да ги пополните и пополнете ги, меѓутоа најдете соодветни законски решенија. Ве стават во заблуда самите носители на извршната власт и еве, од овде ве повикувам да повикаме како пратеници представник на Министерството за правда, нека дојде на комисијата да ни образложи дали овие закони се согласно процедурите и согласно Уставот и законите, или имаме колизија на законски одредби, кои што доколку се усвојат, ќе доведат до правни недоумици, односно ќе имаме после тоа надлежност на другите повисоките судови да утврдуваат дали една одредба треба да се толкува и да се смета на еден начин или на друг начин. И ќе се доведеме во ситуација, почитувани колеги, верувајте, ќе се доведеме во ситуација да за неколку месеци ни се достави автентично толкување на овие законски одредби, како да постапуваат, бидејќи оние кои што треба да го извршуваат она што се донело во законодавниот дом, нема да знаат како да го извршуваат. И ги разбирам. Но треба, ние пред донесување, има законодавна правна комисија кај што ќе се разгледуваат. Имаме сектори за законодавство и во собраниските служби, и во самата влада, па еве, нека дојде министерот за правда да потенцира дека може ова да помине, дека ова е во ред, дека оваа постапка е законска и уставна, па да видиме дали е така. Да продискутираме. Можеби има некои други објаснувања. Но еве, да го повикаме да дојде, да ни објасни. Ние сте парламентарно мнозинство, ние сме опозиција, но сите заеднички овде да ги разгледаме заедно со министерот, бидејќи надлежностите кои што ќе бидат и ќе произлезат од ова законско решение преку Министерството за правда, ќе ги видиме дали можат да се имплементираат во позитивните законски прописи и истите да допринесат за подобрување на состојбата во судството. Конкретно ве повикувам дали сте согласни да го повикаме министерот да ни ги обясни. Иако потенцирам, не е предлагач на ова законско решение, меѓутоа ние како законодавен дом кој што ги избира токму овие функционери имаме право и согласно деловникот да ги повикаме носителите на јавни функции, конкретно за министерствата не станува збор, бидејќи во секој момент можеме да го повикаме и министерот да дојде да ни даде една стручна
анализа и експертиза во однос на тоа дали овие законски одредби се издржани или не се издржани. Па понатаму да пристапиме кон втора фаза, односно по завршување на првото читање да видиме во која насока може да се движи ова законско решение. Како предлог го давам да го повикаме министерот да видиме за што станува збор. Дали истиот стои за ваквите законски измени и дали истиот ќе се повика и ќе застане за вака поставените законски решенија, бидејќи тој е и професор и е навлезен во материјата, почитуваниот министер, да ни даде дополнителни објаснувања. Овде ќе завршам и барам од колегите целосно и доследно да, доколку се во можност, на неколку поставени прашања кои што ги поставив, да ми дообјаснат, можеби некаде и јас сум погрешил, да ми доразјаснат и дополнително да повикаме представник, односно да го повикаме министерот за правда да ни ја објасни ситуацијата во која што сме ставени со ова предлог законско решение. Ви благодарам.